Битола денеска е потресена од веста за свирепото убиство на 47 годишната жена и за тоа се сомничи нејзиниот сопруг 53 годишниот И.Д. Имено битолската полиција до основното јавно обвинителство поднесе кривична пријава под сомнение дека лицето И.Д. сторило кривично дело убиство. Предлагам во продолжение да ја слушнеме изјавата на портпаролот на СВР Битола Сања Стаматова подетално со оние наоди кои што ги имаат од увидот извршен на лице место. Делото го направил на крајно свиреп начин и тоа со повеќе удари, со тапо, тврдо средство, најверојатно сукало, кој го имал дома и нанел на жртвата смртоносни повреди во пределот на главата. Пријавениот на ден 13.3.2017 година во околу 9 часот и 50 минути се јавил во секторот за внатрешни работи Битола, каде пријави дека во нивниот семеен дом ја пронашол неговата сопруга, сега починатата Е.Д., 47 години од Битола, падната на подот во дневната соба, целосно облиена во крв, во горниот дел, особено во пределот на главата, без знаци на живот. Екипите на секторот за внатрешни работи Битола, заедно со јавен обвинител, извршија увид на лице место, при што констатирано беше дека во дневната соба без знаци на живот се наоѓа сега починатата 47 годишната Е.Д. Смртта ја констатира лекар од итната медицинска помош, а јавниот обвинител нареди обдукција која се извршува во текот на денешниот ден. Стаматова дополнително информираше дека при влезот на полициските службеници во станот на пријавителот во овој момент и обвинет или кон кого се води постапката на докажување, немало забележано траги на растурање, освен на основното што го направило семејството. Биле забележани повеќе вредни предмети, како лаптопи, компјутери, мобилни телефони, меѓутоа ништо од тоа не било одземено и не било констатирано насилно влегување во станот. Меѓутоа при претресот кој што го направила увидната екипа подигнати се материјали кои што се предадени на вештачење, како и комплетната облека на пријавителот, во случајов 53 годишниот сопруг на Е.Д. И.Д. така се иницијалите на осомничениот, каде што биле забележани траги од најверојатно крв. Тоа треба дополнително да го докаже понатамошното вештачење како можен доказ дека токму И.Д. 53 годишниот битолчанец е сторителот на ова ужасно дело.